Почитувани присутни, Зоран Заев денеска го достигна врвот на монструозноста. Денес повторно поигрувајќи се со емоции, на најгруп начин, злоупотребувајќи ја трагичната смрт на еден млад човек, за која не постои човек кој не чувствува жалење и не е погоден. Покажа дека за да оствари политички профит, е буквално спремен на се. Монструозни конструкции, мрачни сценарија и најгруби манипулации. Повеќе од 3 месеци Зоран Заев најбрутално се изживува со една група на луѓе, вклучувајќи ме и мене. Не престанува да не представува на начин каков што може да замисли само еден болен ум. На такво нешто нема човек што може да остане рамнодушен. Досега повеќето од нас се воздржувавме од коментари и покрај нападите кои беа од најдолен тип. Но сепак јас денес одлучив да реагирам, затоа што денес во неговата политичка агенда на еден најмонструозен начин ја злоупотреби трагичната смрт на еден млад човек. Очигледно е дека Зоран Заев, а и СДСМ, соочени со силата на доказите и немањето на поддршка од граѓаните, продолжуваат преку објавување на незаконски стекнати, креирани, сечени, монтирани материјали кои немаат ама баш никаква врска со реалноста, да го свртат вниманието на јавноста само поради емоциите кои ги побудува овој случај. Но колку и да се обидува, јавноста и граѓаните одамна го прочитаа и Зоран Заев, го прочитаа и СДСМ. Заев не може да ја монополизира, нити може да ја присвои, нити може да ја наштемува вистината на начин како што нему му одговара. Тоа не може да го направи дури ни со употреба на овие креирани, сечени и монтирани материјали со кои се обидува на најмонструозен начин, преку злоупотреба на туѓа смрт, злоупотреба на лични, здравствени, семејни состојби, да представи некоја лажна реалност. Сепак, од неговата денешна пресконференција навистина се потврдија неколку работи, а тие се следниве. Прво, во првичните моменти, со оглед на тоа што не постоеше никаква формална пријава, Министерството за внатрешни работи немаше никаква информација дека се случило убиство. Второ, веднаш откако ја добивме информацијата, дури и по неформален пат, мобилизирани се сите сили, вложени се максимални напори и превземени се сите активности за да се открие извршителот на убиството. Трето, истрагата што ја водевме го откри вистинскиот сторител на убиството. Четврто, во ниту еден момент, ниту МВР, ниту било кој друг политичар или функционер не само што не го скривал убиството, туку со сите сили, сите ние, се трудевме да дојде до брза разрешница и сторителот да биде изведен пред лицето на правдата. Гледам дека во јавноста се поставија повеќе прашања по однос на својството во кое сега веќе осудениот бил присутен на местото на настанот. Дали имал или немал наредба, дали била писмена или устна, ваква или онаква, и јас сакам да потсетам дека судот во постапката како околност ја анализираше и овој аспект на настанот. И одлучи дека во еден ваков случај, фактот дали имал или немал наредба, не може да ја намали неговата вина, ниту па на било кој начин да го оправда убиството. Почитувани присутни, тоа се фактите и тоа е вистината. И тие не може да се прикријат ниту со драматичен вовед кој вообичаено го дава Зоран Заев, ниту со креирани материјали, ниту па со неговите тотално апсурдни обвинувања.